Јас ќе бидам многу кратка, затоа што искрена да бидам, не мислам дека треба многу време да се троши на овој смешна програма. Мене не ми се веруваше што читам и сакам да одвојам малце време да ви прочитам една точка што е во оваа програма, а тоа е поддршка на проекти за подигнување на свеста преку кампањи и друг вид на иницијативи за користење на јавниот превоз од страна на граѓаните, користење на велосипедот како превозно средство и подигање на свеста за јавната хигиена. Не знам во кој град или во кој свет живееме, граѓаните, особено студентите или луѓето кои што имаат пониски примања, сонуваат да сакаат да земаат такси по 5 пати на ден или да си купат кола. Не, тие чекаат петка, чекаат 57-ца, чекаат 15-ка и чекаат по 45 минути, 1 час, 2 часа и на крај ќе се одлучат да викнат такси. Граѓаните се многу повеќе од свесни дека треба да користат јавен превоз, меѓутоа тој не е функционален и сме доведени да криеме системски пропусти со вакви некои небулози дека треба да се покрене иницијатива за подигнување на свеста кај граѓаните. Дополнително, подигнување за свеста за јавната хигиена. Јас ако добро памтам, овој совет не, нашата советничка група, нели изгласа и дека треба отпадот да се фрла помеѓу, како беше, до 10 часот навечер и 6 сабајле. Јас како што гледам, повторно контейнерите се преполни, не се чистат, има диви депонии кои што воопшто не ги ни спомнуваме во овој совет. Пак ќе кажам, ова е чиста неолиберална политика, немаме доволно храброст да кажеме дека системот не функционира и дека треба да се направат системски промени, па го окривуваме поединецот, деме граѓаните се криви за состојбата на јавниот превоз или дека они не знаат дека треба автобус да фатат. Мислам, смешно е, среќна сум што некои мали средства се само одредени за ова. Јас би сакала да се помали, дури и во претходниот амандман за топол оброк. Јас сакав сите средства за овие точки, односно 3 милиони денари да бидат принаменети за нешто што навистина му треба на овој град, а тоа е топол оброк за луѓе што доаѓаат од социјално загрозени позадини.